Медицинската евиденција во земјава бележи постојан раст на бројот на лица со кои страдаат од депресија. Ако во 2010 година медицинските третирани за оваа состојба биле 585 лица, во 2015 бројот пораснал на 803, што е пораз за 37%. Загриженост за овој тренд денеска изјавуваат психолозите и невропсихијатрите денот на Светскиот ден за здравјето и депресијата. Депресијата предизвикува ментална болка, влија на луѓето и им ја намалува способноста за извршување на секојдневните едноставни задачи. Последиците понекогаш може да бидат катастрофални во однос на семејните и пријателските врски. Во најлош случај, депресијата може да доведе до самоубиство. Велат психолозите, секој петти човек развива симптоми на депресија, а 75% од луѓето со висок степен на депресија воопшто не се лекуваат. Во Европа има 14 милиони лица со депресивни нарушувања, 128.000 од нив годишно извршуваат самоубиство. Ова болест доведува до самоубиство и е втора водачка причина за смртност во светот, кај повозрастната популација од 15 до 29 години, веднаш по сообраќајните несреќи. Покрај генетската предиспозиција, лекарите велат дека за депресија влијаат и надворешните фактори: стресот, животните проблеми, непријатните искуства. Психолозите посочуваат подобрување на квалитетот на животот, свртување кон позитивни работи и баланс помеѓу работата и приватниот живот. Во земјите со политичка и економска стабилност многу повеќе се води сметка за подобрување на квалитетот на животот, но Македонија за сега не е во групата на земји кои водат сметка населението да биде што посрекно. Според психолозите проблемот е што државата ги намалува средствата од буџетот за третман на лица со депресија. Во земјава 78% од лицата со депресија никогаш не се лекувале и покрај тоа што во Македонија има доволно психолози и психијатри.